27 до 29 август Берово ќе биде центарот на вниманието за престојниот етноплоштад фестивал, кој представува еден од најголемите фестивали на отворено во државата па и пошироко. Подготовките за фестивалските денови се во завршна фаза, а околу 100.000 посетители се очекува да го посетат градот и да уживаат во богатата културна програма, малешевската здрава храна, како и локалните традиционални производи и сувенири. Општина Берово ги користи сите ресурси за подготовка на фестивалот и спремност за организација на европско ниво. Општина Берово ги користи сите ресурси во подготовка на фестивалот. Подготовките се во завршна фаза, дефинирање на програмата, пропратиките активности што ќе се случуваат за време на фестивалот и мислам дека Општина Берово ќе покаже дека е спремна да организира фестивал на европско ниво. Ние сме подготвени да ги примеме сите оние кои ќе сакаат да бидат присутни за овие денови во Берово. Мислам дека за време на фестивалот и за време на Богородица Берово ги живее најубавите денови во годината. Оваа година очекуваме голема посетеност. Нека нашата проекција е дека може да очекуваме до 100.000 посетители. Се надам дека оваа проекција ќе се исполни и ќе продолжиме да го промовираме Берово онака како што заслужува со своите капацитети и своите убавини. Главниот настан на фестивалот ќе биде настапот на балканската звезда Здравко Чолич, додека покрај него ќе настапат Сладкаристика, Тамара Тодеска, Ламбе Алабаковски, групата IQ, Газмен Бериша проект, Малек Куарти и African Beats од Франција, Линзи Полок од Австралија, богата DJ програма, групата Монистра, како и локалниот состав Етно Малеш и најдобриот светски дувачки оркестар Ускакан. Собствениците на локали, угостителите и хотелиерите исто така се во завршна подготовка за да ги пречекаат и да ги угостат посетителите, кои како што велат оваа година очекуваат поголем број од претходната. Полека се спремаат подготовките, месец август очекуваат голем број на туристи, за време на Богородица исто така уште поголем, овде ќе биде Здравко Чолич, се спрема и цените остануваат исти, нема намера да се повеќуваат, треба да бидат достапни за сите туристи, една иста цена. Значи овде секој е добредојден, значи ќе има журки преку ден, вечер, така да ги покануваме сите гости да дојдат. Мислам дека сме спремни. Оваа година ќе има доста многу туристи, особено околу Богородичниот празник. Оваа година има доста македонски звезди, но и од страна. И мислам дека ќе донесат доволен број на странски туристи. За разлика од минатата година, оваа година мислам дека ќе веќе сме во тек, спремаме веќе разни специјалитети. Имаме голем број туристи најавено, Србија, Бугарија. Припремуваме, па трудиме да не си останат цените кои нормала и очекуваме голем број за празникот Православен Богородица. Очекуваме се да биде окей, па би требало да има повеќе туристи од оваа година. Подобри услови има сега, опремени сме во поголем број персонал. С оглед на тоа дека има голем број туристи, не знам какав ќе биде капацитетот за да ги сместиме сите, но ќе дадеме ние се од себе. Значи, за разлика од претходната година, очекуваме да биде бројот на гостите многу поголем оваа година, за разлика од претходните сите, затоа што, како што кажав, Здравко Чолич има и поем на Балканот. Се подготвуваме уште, сепак рано е, ама подготовките се во тек. Се спремаме, гледаме што може да направиме повеќе за да ги угостиме луѓето, да ги сместиме и да бидат задоволни од нашите услуги. За до година да ни дојдат пак. Годинава локацијата на сцената на фестивалот ќе биде поставена на улицата под црквата, поточно пред влезот на паркингот, додека добро познатиот саем на традиционални производи, Малешевијата на Дланка, ќе биде поставен над плоштадот кај Домот на културата. За да се задржи концептот на фестивалот и да биде во функција целиот плоштад, оваа година како изненадување е специјален гостин од Бразил, кој што ги работи најголемите фестивали во светот, како Tomorrowland, Mysticland и други, а ќе биде задолжен за декорот на сцената и повеќе делови на плоштадот. За да го задржиме концептот на фестивалот, оваа година подготвивме специјално изненадување, заради тоа што самиот концепт дозволува, односно е ставен во функција целиот плоштад и оваа година имаме специјален гостин од Бразил,
кој што ги работи едни од најголемите фестивали во светот, значи од Tomorrowland, Mysticland и некои други фестивали во Европа и светот, ќе направиме еден интересен декор на сцената и на некои други делови од плоштадот, за да изгледа онака привлечно за посетителите, да биде интересно и впечатливо. Етноплоштад фестивалот е во рамките на летната култура за градот Берово, подржан од Министерството за култура и општина Берово, а оваа година како главен покровител е компанијата Зегин.